Добро вечер. На 3 години од изборите 2014 година, кога Зоран Заев во име на СДСМ одлучи да не ги признае резултатите, тргна најдолгиот пат на социјалдемократите до симнување на Никола Груевски од власт. На тој пат имаше и многу удари, и многу непредвидени ситуации, и многу нешта кои многумина ги доведуваа до скепса дека е возможно успех на начин на кој што го предвидува Зоран Заев да ефектуира со пат на Груевски. На тој процес му се приклучија и многу граѓани кои никогаш не гласале за социјалдемократите. Изгледа наративот испишан во овие 3 години можеме да го означиме како знаеа граѓаните што не сакаат. Денеска доаѓа на сцена прашањето, ајде да видиме што сакаме всушност. Дали од првата седница на владиниот кабинет на Зоран Заев ќе ги видиме контурите на тој владин патоказ како во првите 100 дена да се постават главните пилари на политиката, која на крајот ќе треба да рефлектира со чувство на граѓаните дека имаат состојба во која има добро владење, владее правото и во кои медиумите не ги држат во постојана и континуирана доза на политичка пропаганда. Помалку символично, по 2,5 години, Зоран Заев, последен пат во кабинетот во кој што седеше Груевски, влезе тогаш кога Груевски во својство на инспектор го снимаше со посебни истражни мерки и тоа е она фамозно видео за кое Зоран Заев доби кривична пријава за насилство врз државни функционери. Денеска, не со тајни снимки, туку во присуство на безброј камери на домашни и надворешни агенции, влезе во истиот кабинет како премиер на Република Македонија. Очекувањата се големи. Најавите на Зоран Заев сосема јасно фокусираат еден дел. Законодавната власт се консолидира, извршната се конституира и останува третата, судската, за која приказната Зоран Заев ја отвара со надеж или повик Марко Зврлевски да си поднесе оставка. Малку е веројатно дека тоа ќе се случи, но на премиерот му останува инструментот со предлог на владата, парламентот да го разреши Зврлевски. Денешните пораки дека конечно Одделението за организиран криминал во јавното обвинителство ќе поведе сериозен предмет околу организираната група која може би стои зад настаните во парламентот, иако јавноста од првиот ден не се сомнева дека се работи за организирана група која стои зад насилието од 27 април, може би се првите ветришта дека во македонското правобранителство, во македонското судство ќе бидат возможни промените само доколку се тргне раката на политиката. Експертите се скептични и велат дека е попаметно да ги следиме препораките од извештајот на Прибег кои имаат најобемни можеби совети и анализа за овој важен сегмент во кој, ако е амбицијата Македонија да стане европска држава, тоа е можеби последниот бастион кој ќе мора на некој начин да го помине својот круг на евалуација, за да бидеме сигурни дека во судството Сваровски веќе не е во мода. На дел од овие теми вечер разговарам со моите гости, професор доктор Милјана Најчевска, добро вечер. Доктор Сладјана Тасева, Transparency International, добро вечер и за вас. Добро вечер. И аналитичарот Алберт Хани. Добро вечер. Дами сме ве гледале во различни улоги и на улица како граѓани кои протестираат и на одговорни професионалци кои во рамките на своите професионални задачи досега безброј пати сте пишувале што се нужните патокази за да се направи нешто. Господи Најчевска, дали сте свесни дека сега толку многу очекувања, безмалку е тешко да се канализираат пред граѓаните, во очекувањето на граѓаните, како би рекле, кој пат да се фати или кои се пиларите, кои се приоритетни за да можат потоцна да се градат политиките согласно ветувањата од големата изборна кампања на последните избори, како да стигнеме, социјалдемократите велат, до живот во Македонија, но поважно до демократска и европски ориентирана Македонија. Да, големи очекувања. Само јас со едно нешто малку не се согласувам, дека промените почнале тогаш кога СДСМ решила да го симне Груевски од власт. Мислам дека беше потребно граѓаните да решат дека е доста од Груевски, дека треба да биде симнат од власт и кога
излегоа со паролата дека заслужуваат подобро. И всушност се она што го поставија на дневен ред како нешто што не го исполнува оваа власт која што ја симнавме и како очекување од власта која што сега доаѓа е токму собрано во тие зборови. Заслужуваме подобро. Ја не мислам дека се тоа некои големи очекувања. Мислам дека граѓаните се многу реални во многу аспекти. Што може да се направи, колку може да се направи и во кој временски период може да се направи, имајќи предвид колкав период сме биле во едно изместено општество. Всушност, она што според мене граѓаните го очекуваат како прва стапка во развојот е да излезиме од нереалниот свет кој што го создаде ДПМНЕ. Односно, во се она што представува извртен вредносен систем, се она што представуваше стапица во која што се гушеа граѓаните и не успеваа да го прават она што треба да го прават. Само еден мал пример. Например, Ѓорчев сега излезе и се обиде одговорница да го постави прашањето до новата влада со кои проекти тие ќе настапат пред граѓаните, како ќе им парираат, како ќе обезбедат толку многу работа како што имала претходната влада. Меѓутоа, токму тоа покажува колку огромно било незнаењето и колку всушност ние сме живееле во нешто нестварно, нешто конструирано. Имено Ѓурчев за сиве овие години не разбрал дека владата не прави проекти, владата прави политика, владата прави рамка, владата создава услови за да може соодветните институции, граѓаните, граѓанските организации, структурите во државата да можат да водат, да остваруваат одредени проекти. Значи, она што е прво очекување е оваа влада прво да не изведе од шаблонот на нереалноста во која што досега живеевме, во која што обстојуваше Македонија овие 10 години. Од кога ќе излеземе од тој шаблон на нереалноста, да ги поставиме темелите на она што би требало да го градиме. За да излеземе од шаблонот на нереалноста, мора да се срушат некои работи. Рушењето е секогаш проблематично, меѓутоа не мора да биде толку долготрајно како што на прв поглед се чини. Господи Тасева, денеска Заев најави дека символично претпоставувам нека првото што ќе падне како знак на доверба или транспарентност на една институција, велам символично, ќе се тргне оградата на Илинденска број 2, ќе се отворат железните порти за почеток и дека тоа повторно ќе стане шеталиште или зона која не е на ниеден начин попречена за движење на граѓаните. Ако е таа првата символика за намерата на владата која сака да ни порача дека таква ќе биде по своето водење на политика, со оглед на обврските кои доаѓаат, дали некаде не демне разочарувањето дека не баш ке се има време за таков консензус или договор со граѓанските организации, какви што подпишуваше Заев во текот на целата оваа битка, дека некаде ќе бидеме заедно, респектирајќи го вашето знаење ако седите во невладини организации, особено еснавските структури, дали се тоа во образованието, дали се тоа во здравството, за да не чекориме повторно низ обиди на политичките елити и повторно некаква ексклузивност која ќе ги тргне по настрана повторно овие кои имаат што да кажат. Сите најави и во сите говори и најави до сега што слушнавме се најавува отвореност на владата, се најавува инклузивност, се најавува соработка и вклучување на сите оние кои што знаат и можат да помогнат за да се излезе од оваа состојба. Како што рековме, тој излез да биде не толку долг или барањето на излезните решенија да трае пократко. За да се обезбеди тоа, неопходно е вклучување на сите и мислам дека не само што е неопходно владата да ја отвори вратата и да ја тргне оградата, неопходно е сите оние кои што можат и сакаат да се вклучат и да работат, истото тоа да го направат.
многу пати до сега сме имале ситуација на некомуникација, дури не восприемање и никаква реакција на она што некој друг има да го каже за оние програми или проекти или политики кои што се водени до сега и за кои што многу пати имавме повод и причини да кажеме дека се реверсибилни, дека се ретроградни, дека не одат во насоката која што декларативно се презентира како што е интеграцијата во Европската Унија или во НАТО. Напротив, се укажуваше дека се движиме во обратната, во спротивната насока, но сите анализи, сите укажувања зошто или како тоа се случува, кои што доаѓа од дома, од внатре, воопшто не беа слушнати, не беа земени во обзир, се до моментот додека не ни се случи извештај од Прибе, кој што сега дури некои велат тука се столбовите, тука се зацртани основните работи, или некои дури викаат во иднина или во следните години тоа ќе биде и уставот кој што ќе мораме прво ова да го направиме. Имаме ние една потреба да цитираме авторитети, при што изгледа дека ако не се од тука, по дефиниција се објективни. Тоа е долгиот пат на нереспектирање на се што е експертски став кој што доаѓа од дома. Кога ќе го исчитаат извештајот на Прибе оние кои што се заинтересирани, слободно можат да препознаат безброј новинарски текстови кои буквално по истите точки биле напишани. Извештаите на вашите организации кои на ист начин ги како се вели ги забележале и артикулирале истите точки. Луѓето разговараа со нас пред да го изготват. Значи тие не можат да дојдат во 3 дена, 4 една недела овде и вака да срочат еден извештај кој што ќе ги содржи сите овие компоненти и така конципирани и концизно напишани. Сега да речем дека дури кога го формулираме за извештајот на Прибе, претходно дома во фиоките имаме безброј такви записи на власт која беше глува на таквите критики. На крајот веројатно во пржина мораше да се согласи со нешто што звучи премногу европски, а како би рекле од ВМРО ДПМН е принуда која не смее да се одбие на крајот во потпишувањето. Господине Хани, бидејќи се бавите со прашањата на конфликтот и менаџирањето на конфликтите и кризите, дали сте сега сигурни дека тој патоказ запишан во Пржинскиот договор, околу кој додека се потпишуваш имавме многу резерви, навистина стана документ кој овозможи на некој начин да се држиме до некакви одредници за да излеземе од криза на начин на кој што во последната етапа скоро никој не веруваше, многу мина подсмешливо велевме, Зоран Заев е толку многу наивен ако може да поверува дека може со пенкало и глас да сруши режим. Мислам дека тоа беше една макотрпна работа не само на политичарите, туку и на тоа што и господја Најчевска го кажа на граѓаните. Значи, самите граѓани притискаа кон еден процес на поголема слобода, во нормално во недостаток на слобода, во присуство на голем страв и концепт на владење на држава преку страв, преку заплашување. Значи, тоа ги натера политичарите да седнат на маса, се дојде до Пржинскиот договор, меѓутоа останува да се допрва да се анализира целиот тој процес, дали само ги отвори вратите или пак ќе донесе до поголем просперитет на државата. Кажувам тоа затоа што домашните ние имаме овде и домашни експерти, домашни медиатори кои што се прилично добро обучени и спремни да се не само да се наметнуваат, него да помогнат да фацилитираат диалог помеѓу нашите политичари. Јас сум денеска самиот горсто сум меѓу две жени кои што ги ценам како луѓе кои што би можеле да бидат во тој круг. Сега за жал сите извештаи од меѓународната заедница покажуваат доста недостатоци во државата и ние се приморавме значи да викнеме и меѓународни експерти, односно медиатори да помогнат нели во Пржинскиот процес да се фацилитира едно добро решение. Решенијата секако се
имаат недостатоци по мое мислење, меѓутоа тие доведоа до да кажам ослободување на еден вид страв кој што се користеше за манипулација. Јас од друга страна, имајќи го тој идентитет на албанец, посебно од посебна аспект, од посебна грижа зборувам за стравот, затоа што стравот кон албанците беше еден од најголемите елементи, како што понатаму се користеше стравот од паметните интелектуалци, стравот од соросоидите, точно, и странските служби и така натаму. Платениците. Значи, сите ние станавме непријатели, државни непријатели на државата и непријатели на тие кои што во меѓувреме си крадеа од државата. Сега во однос на очекувањата од целиот процес, јас не смеам да ги издигнам моите очекувања на високо ниво, затоа што сакам да бидам реален, иако свесен сум дека поголемиот дел од албанците, например, имаат многу големи очекувања, посебно од господинот Заев. Ја би сакал тие очекувања да ги намалам, затоа што сум свесен, го знам политичкиот систем, самиот сум правник, знам колку е тешко денеска да смените еден судија, еден обвинител и да го изиграте цел тој систем кој што беше окупиран толку долго време од партиски послушници, чиновници, кои што мислам и ценам дека ден денеска би направиле све и се што да не оди така глатко како што ние сакаме да се одвива, значи, тој процес на реформи. Во секој случај очекувам дека тие барем тие сфери на интерес нема да се гледаат како порано. Например, што знам, со правото ќе се бави ВМРО, со економијата ќе се бават албанците. Тие сфери на интерес доведоа и до лоши одлуки кои што бара одлуки донесени од етнички аспекти. Сега, кога зборуваме за конфликти, ние тоа многу добро го видовме како изгледаше во донесувањето на одлуките во Министерството за внатрешни работи, кога баш требаше во најкризните времиња. Видовме како се донесуваат одлуки од две глави и мислам дека тоа би требало да биде еден од најголемите приоритети на наредната влада, покрај тоа нормално што го потенцира извештајот на Прибе и сите меѓународни извештаи досега, но верувам дека ќе имаме можност да ги разгледаме. Професор Најчевска, и во своето обраќање во парламентот пред гласањето на довербата, Заев некако звучи оптимист дека откако велат од левата страна, сега поново левата страна е ВМРО-ДПМН, ќе трага и ќе биде упорен да ја добие поддршката за најважната реформа, а тоа е реформата во правосудството. Дали е толку многу нужна таа потрага по 81 глас за нешто што во изборите тие го нарекува нужен реизбор во судството, или можеме да размислуваме и за други модалитети кои ќе донесат попрактични, побрзи резултати во однос на овие нужни промени во судството? Лично мислам дека можат да се направат многу работи и без двотретинското мнозинство кое што цело време се спомнува. Имено законската регулатива која што во оваа област се донесува со двотретинско мнозинство е донесена. Јас лично како правник можеби би требало да бидам поборник на менување на законите, меѓутоа јас сум малку поригидна. Јас сум против менување на законите. Сметам дека треба да се исцрпи се она што го нуди еден закон и дури кога ќе видиме дека не може да се вклопи постоечката пракса во постоечките законски решенија, дури тогаш треба да се пристапи и то многу сериозно, многу аналитички кон промена на законите. Се разбира, освен некои решенија, како ова со екстерното тестирање, кои што дефинитивно од самиот почеток беа погрешни и кои што водат кон многу лоши и моментално актуелни негативни резултати. Сметам дека со градењето на соодветна атмосфера, со градењето на соодветна политичка рамка, дека и дури и оние судии кои што ние ги перцепираме како не толку добри,
како судии кои што лесно подпаѓаат под влијание на политиката, односно кои што лесно можат да бидат корумпирани, можат да бидат искористени и ставени во системот. Заради тоа што сепак корупцијата станува возможна и станува доминантна во момент кога политичкиот систем е тој кој што ја овозможува, тој кој што ја бара, тој кој што ја поттикнува. Така што доколку оваа влада, доколку ова собрание, доколку оваа политичка гарнитура успее да создаде една атмосфера во која што ќе биде јасно дека од врвот надоле се одбива корупцијата како начин на обстојување на политиката, како нормално нешто, како нормална алатка, се одбива онаа фраза која што влезе меѓу граѓаните дека политичарите крадат, ама нека крадат со усу. Значи, доколку успееме да се оттргнеме од тој вид на реалност, мислам дека голем дел од судиите, јавните обвинители можат да се вклопат во една нова шема на обстојување. Меѓутоа, дефинитивно се согласувам дека се она што представува челна позиција, а тука посебно мислам на републичкиот јавен обвинител, мора да биде разрешено од должност. И сметам дека и законот за јавни обвинители и уставот даваат можност за разрешување на овој човек од позицијата која што ја држи, односно владата е таа која што со мислење на Советот на јавни обвинители, па дури и без мислење на Советот на јавни обвинители, може да предложи пред собранието разрешување и тоа со многу јаки аргументи, многу образложени аргументи, кои што за кои што собранието ќе може да разговара и за кои што ќе може да донесе одлука. За некои од модалитетите за кои социјалдемократите во изборната кампања говореа како можен исчекор во однос на градењето на довербата, ми се чини и прашањето дека размислуваа за опција во која, меѓу другото, решението за новниот јавен обвинител би сакале да го видат како предлог на опозицијската партија, но со оглед на односите и настаните не сум сосема сигурна дека денеска тоа е добра алатка која освен појавно ќе значи дека тие се обидуваат да градат доверба, ќе не донесе до добро решение. Овде мораме да направиме пауза за реклами, па со тоа го отворам кругот на полемика понатаму. Господја Тасева, во препораките од Прибе, на трагата на она за што зборува професор Најчевска, навистина има повеќе препораки или обврски кои се кон праксата, а помалку од тоа дека законодавниот дизајн е тој кој што всушност ги попречува добрите пракси во судството. Вклучително елементот за критериумот за учинок, скоро секој знаел дека тој во вакви околности повеќе беше нумерички или предоминантно квантитативен, отколку на било кој начин да го евалуира квалитетот во судската пракса. За да бидеме појасни за гледачите, тие критериуми за учинок во последната игра во кривичниот суд не доведоа до ситуација на кој начин вие впрочем и можете да го фаворизирате кандидатот за избор и на председател на судот, а меѓу другото извештајот се занимава и со дискреционите права на председателот на судот, кој на чуден начин има право да проценува околу учинокот на судиите и воредно правејќи го нивниот распоред, кој се претвори во една политичка агенда, тоа го видовме во последните настани. Се тоа коректни законодавни алатки, меѓутоа во рацете на скромен човечки капитал, тие стануваат сериозен проблем на институциите. Па не би рекла дека е скромен човечкиот капитал, туку прашањето како се користи тој човечки капитал. Со години наназад, уште 2005 кога ги предадовме прашалниците и одговорите за да добиеме кандидатски статус, постојано добиваме од сите страни оценки дека имаме релативно солидна правна рамка кога станува збор за посебно за сферата на правосудството, за борбата против корупцијата, за јавната администрација, значи се она што
станува или што стана проблем. И секогаш укажувањата биле кон тоа дека ние всушност проблемот кај нас е во имплементацијата на законите кои што ни се сосема во склад со меѓународните стандарди, со меѓународните конвенции, се она што сме го прифатили како обврска. Ние имаме и луѓе, експерти кои што знаат што значат тие меѓународни стандарди и како тие треба се применат кај нас. Многу обуки се направени преку редица проекти, значи зборувавме и за неискористени европски фондови, но зборувавме и за многу проекти кои што се спроведоа и во правосудството, и во обвинителството, и во органите други на прогон. Да речеме само за пример. За АКМИС системот кој што треба електронски да ги распоредува предметите. Дадени се 4 милиони евра европски пари. Извештајот на Прибев вели дека треба да бидеме сомничави дали навистина секогаш електронски се распределуваат случаите. Значи можеме да направиме неодлични решенија. Решенијата се добри, европските пари се добро искористени за да се создадат тие системи, меѓутоа тие системи се злоупотребуваат. Секогаш се изнаоѓа начин како да се заобиколат, како да не се спроведе постапката онака или процедурата онака како што е напишана и пропишана. Секогаш да се даде предност на некое дискреционо право или правото на тој што раководи или на тој што на кого му припаднал ресорот, што стана уште некоја друга крајност, да не може никој да се меша или да приговара или да поставува прашање зошто така се применува одреден закон, затоа што така сака министерот во чиј ресор или на кого му припаднал тој ресор, или тој што раководи со таа институција. Сега во последната фаза велеа, ова е прашање за господин Хани, во последната фаза велеа, залудно е да прашуваш што мисли министерот околу тоа. Ако успееш да добиеш заменичката министер, таму ќе го добиеш вистинскиот одговор што всушност мислат. Дали со последното решение за Министерството за правда ќе бидеме повторно во истата ситуација, можеби тоа е најголемото разочарување ако ги ставате своите очекувања дека средувањето во тој сектор е најважната задача на владата, одеднаш добивате министер за правда за кој освен основните генерали доаѓа од шумско стопанство, ке ни треба време да се консолидираме и да сватиме што всушност тој бара во ресорот. Ме фативте на тесно затоа што сум многу критичен во однос на предложените министри. Јас по однос на тоа прашање сум разочаран и можам само да покажам гнев, а во исто време и еден срам за тоа што навистина очекував компетентни луѓе кои што ќе се соочат не само со задачите, него и ќе докажат пред нивните колеги македонци, условно да кажам, дека овој пат нешто друго ќе направат. Не знам како да го прикриам тој срам, освен да кажам дека нас навистина ни треба можеби малце повеќе време да размислиме за тоа дека само бендисувањето може само да не уништи. Само бендисувањето го зборувам од аспект на политичката партија која што ги предложи пред се министрите кои што се контраверзни. Како концепт сметам дека е само уништувачки за нив, меѓутоа и во исто време покажува колку се неспособни да научат една лекција од Социјалдемократскиот сојуз, кој што со еден граѓански концепт допре и до албанските гласови. Наместо од сега тие политички партии албански да видат страф, односно да од друга страна ја водат истата логика што ја води и Заев, односно да водат по истата логика да бркат и македонски гласови со тоа што ќе покажат на виделина квалитетни, компетентни луѓе кои што ќе се соочат со вистинските проблеми во вистински времиња, во времиња на криза, поради тоа што ова е време на криза, ова е време кога министерот не само што ќе треба да биде партиски послушник, но над се треба да биде експерт кој што ќе треба да најде начини во системот, значи да ги изнајде сите тие дупки, условно да кажам, да може да придонесе во, да речеме, хипотетички во промена на уставниот судскиот совет, членовите на судскиот совет или советот на
другите совите што се таму врзани со судството. Јас не би сакал однапред, значи да ја осудувам особата која што седе од врската да го води министерството и персонално да го дисквалификувам, но лично сметам дека сум разочаран што не се научија лекциите од 11 декември од гласачите и се оди во таа насока на опустошување, значи не само на партијата, него и на целиот концепт на разбирање на тоа што значи професионалност и уништување на надежта на сите албански интелектуалци дека некој кој што има капацитет, кој што е компетентен, надлежен за одредена област, има шанси утре да стане во позиција да направи некоја промена. Во суштина, овде се работи за промени, не се работи за лечење на фрустрации, вдомување на кадрите. За вдомување на кадри и семејни лица. Некои многу повеќе сметат дека тоа е провокација од ДУИ. Ми изгледа поверојатно дека тажно е, дека тоа е всушност најдобриот запис во каква состојба е ДУИ во овој момент. И може би епизодата на трансфер од ВМРО ДПМН кон СДСМ беше само кратка епизода во историјата на една потполно запуштена партија, која веројатно не може да отиде подалеку од ваква репрезентација која што ја испреча во. Не, баш така лесно, затоа што тие особи ќе треба утре да предложат закони, ќе треба да предложат промени во деловници на комисии нивни, па и на комисии на парламентот, на надзорни механизми кои што не достигаат. Зборуваме за судството, но нас не достигаат еден куп надзорни механизми, например во областа на безбедносните и разузнавачките сили, тоа е делот од Прибе. Ние ништо не сме правеле околу тоа. Од последен состанок, колку што читав, беше некаде 2012 состанок, зборуваме на тие комисии, а не дека нешто направиле. Значи имаме голем товар на овие луѓе. Сакам да го затвориме овој круг со првите знаци, да речеме во неколку ситуации, Врховниот суд не успева да ја финишира општата седница на која председателот на Врховниот суд е решен да го добие толкувањето околу можноста за користењето на аудио фајловите како докази во постапката. Тоа се толкува како знак дека тој веќе во рамките на Врховниот суд го нема мнозинството за намерата кон која беше тргнат на почетокот. Ова последна денешна информација дека во обвинителството ќе се поведе, отворен е предмет за организирана група, допрва ќе се обидат да докажуваат да или не имало организирана група околу нападите на 27-ми, навикнати сме истренирани да исчитуваме од тоа некакви пораки. Дали особено ова денешната, околу најавите, најпрви Скопското обвинителство најтранспарентно ни објасни, ни раскаже што не е вообичаена пракса, дека веќе доказите кои стигнуваат излегуваат од нивните ингеренции за поединечни случаи кои се учесници во толпа со кои заврши на суд со ослободителни, односно со условни казни. Ова е престројување и порака за вас? Или сепак можеме да сметаме дека навистина стигнаа нови докази до обвинителството, поради што морат да рефлектираат на ваков начин? Па, јас би сакала навистина да го толкувам ова како позитивен знак. Она што Сладјана Преска го спомна, многу е интересно на теориски план, на она што представува теориска обука и слично, кога зборувате со одреден круг на луѓе, тие ви ги кажуваат сите работи. Тоа не се однесува само за јавните обвинители, за судиите, за новинарите и слично, туку воопшто за многу стручњаци. Меѓутоа, кога ќе дојде до примена на тие теориски знаења, одеднаш тие почнуваат некој вид на самоцензура, која што вообичаено е поврзана со некој вид на политички притисок. Јас ова сакам да го толкувам, навистина сакам да видам многу позитивна, како прв знак дека има некакво ослободување од политичкиот притисок, од она што представува најголема политичка стега која што стоеше над јавното обвинителство. Според она како беше направено, според аргументите кои што се дадени,
и според она што законски е предвидено, да, сосема е исправно ова решение, сосема е исправно префрлањето на овие случаи врз специјалното оделение на јавното обвинителство кое што се бави со организиран криминал. Заради тоа што токму во ова оделение, токму кај овој јавен обвинител, доаѓаат сите оние дела кои што се поврзани со злоупотреба на службена должност, со тероризам, со велепредавство, со акти кои што значат загрозување на уставниот поредок и слично, и дефинитивно тоа е јавното обвинителство кое што би требало да се бави со овие работи. Би сакала само малку да се вратам на она што беше спомнато за министрите и министерствата, се однесува и на Врховниот суд, меѓутоа се однесува и на правосудните органи. Она со што се соочивме ние во изминатиот период е дека можеби на чело на некој орган дури е и релативно добар човек, условно кажано добар, стручњак, човек кој што ја знае проблематиката и слично. Меѓутоа, во ниту една ситуација во изминатиот период ние не видовме дека тие луѓе работат со институциите, значи не функционираа самите институции. Институцијата не е еден човек, институцијата не се двајца, не се тројца луѓе. Институцијата е една голема машинерија која што тој кој што е начело на таа машинерија треба да знае како да ја употреби. Значи, јас не очекувам да знае министерот се, не очекувам тој да ги прави сите работи, туку да знае како да ја употреби машината. Тоа е исто како некој најсовремен компјутер да го користите како обична машина за куцање. Да, супер, ќе го искористите, меѓутоа не се искористуваат сите други елементи. Истото и ова со префрлањето сега на случаите во јавното обвинителство за организиран криминал. Прашање е колку тоа оделение во моментов е способно да ги искористи сите оние погодности, сите оние структурни елементи кои што му ги овозможува законот, значи искористување на специјални истражни мерки, искористување на полицијата, искористување на посебни начини на доаѓање до докази и слично, за да може до крај да ги изведе делата. Значи да, префрлањето е добро, не сум сигурна колку ова оделение во моментов е способно да биде на нивото на задачата која што му е дадена. Тоа е сомнежот пак поради фактот дека не знаат да ги користат алатките. Толку долго време тие не ги користеле, што мислам дека едноставно не знаат што да прават со се она што им стои на располагање, и затоа ја слушам или фразата "врзани ми се рацете", која што дефинитивно, да ви кажам, веќе од памет ме вади, или дека треба да се промени законот заради тоа што законските одредби не се добри и заради тоа не може да ја направат работата која што им е дадена. Значи мораме да се ослободиме од тоа. Господје Тасевја, денеска министерот на кратката пресконференција поради случувањата со поранешниот министер Тодоров, на новинарско прашање одговори дека извештајот на работната група во Министерството за внатрешни работи основана за да ги испита делувањето на полицијата во врска со настаните на 27 и уште некакви други детали околу идентификувањето на уште други луѓе вклучени во целата постапка, веројатно не ќе биде доволно за расветлување на случајот на начин на кој што зборува госпоѓа Најчевска, бидејќи во меѓувреме видовме и сосема други податоци кои веројатно рефлектираат кон тоа дека настаните биле планирани, кон нив биле контрибуирале различни групи, вклучително и скандалот со српскиот разузнавач, кој што се најде вечерта на настаните во македонскиот парламент, а подоцна сосема изненадувачки транскрипти од службата завршија во српски медиуми. Прашањето е особено важно затоа што се смета дека тие настанале како последица на тоа што еден пратеник бил покриен со посебни истражни мерки, па дотолку скандалот е и посериозен дека уште во службата летаат на сите страни документи кои што би требало да бидат употребени во вистински постапки.
Да, сето ова и сите дилеми кои што ги имаме и сите вакви изјави на пресконференции укажуваат на тоа колку системот всушност не функционира. Ако имаме ние еден функционален систем во кој што секоја институција ќе си го знае своето место и своите надлежности и своите можности и своите капацитети, тие веднаш ќе си ја преземеа работата. Во случај, во еден ваков случај, тоа е случај или работа на со која што треба да се зафати јавниот обвинител на Република Македонија и да го направи тимот кој што веднаш ќе почне да истражува целата ситуација од сите аспекти. И од аспект на тоа дали некој бил под специјални истражни мерки или не, и дали тоа бил пратеник уште повеќе, па и како и зошто и во какви услови, што барале странските разузнавачи внатре во нашето собрание. Значи, сите тие работи, бидејќи станува збор за заштита, можеби и на уставниот поредок, станува збор за повреда, не знам, на уставот и незаконите за ставање под специјални истражни мерки на луѓе за кои што постојат поинакви режими за да се воспостави таков систем. Потоа организираноста на целата група, од каде доаѓа координацијата, што бараат луѓето од полицијата таму, каква е нивната улога, дали се тие исто така дел од организаторите, дали се пак извршители, затоа што слушавме за командната одговорност, дали можеле да одбијат незаконите наредба, но мојата поента е дека доколку би функционирал нашиот правосуден систем како што треба, ние би имале еден јавен обвинител на чело на тимот кој што треба да се занимава со истрага комплетна на овој случај. Законот за кривичната постапка овозможува формирање на тим на истражители, кој што тим треба да биде составен од повеќе луѓе, со повеќе експертизи, луѓе кои што ги познаваат различни области од сите овие действија кои што тука ги имаме наведено. Бидејќи има малку покомплицирани аспекти, претпоставувам и дипломатија, така е, значи, но тоа постои во законот, тоа е законска можност. Она што го кажа најчесто дека можеби тие не знаат како да ги искористат овие законски можности. Од друга страна, она што го правеше власта систематски, беше да, ние декларативно имаме закон. И тоа важеше кај нив како реформа. Законот е донесен, но институциите беа оставани без ресурси. Луѓето самите, да, беа обучени, имаме таму добро обучени јавни обвинители, добро обучени истражители, меѓутоа тие немаат основни средства со кои да располага, почнувајќи од компјутерите, потоа од основното она што се вика каде да ги ставиме материјалите кои што ќе ги обезбедиме како докази. Значи, тоа беше дел од системското слабење на државата, да не се даде можност на ниту една институција како што треба да се работи работената, настрана она интимидацијата или присилбата, заканите и политизацијата која што не доведе до тоа да ние постојано треба да зборуваме за функционален систем, систем на национален интегритет, власта која што ќе функционира како целина. Ние имаме само парцијални институции кои што се до толку ослабнати да не можат да си остварат својата функција. За да го заокружиме овој дел на разговорот, нешто веројатно сериозно низ чекорите кои што ќе се обиде да ги направи владата, тие нужно ќе мора да бидат некакви предлози за законски измени, претпоставувам, или во недиректна смисла со сопственото поведение, ќе мораме да ја менуваме перцепцијата, Иако сме општество во кое анкетите велат дека за граѓаните прашањето на корупцијата во анкетите е толку многу ниско, тоа значи дека ние не сме успеале да го затвориме во ментално фамозниот круг како си ја изедовме сопствената држава или како дозволивме да биде проголтан и заробена државата. Ако тоа прашање не избие на првото место, кое веројатно ги голта и сите други теми, кога ќе видите дека прашањето на невработеноста, на платите и на стандардот е некаде горе, невозможно е корупцијата да не е пред тоа, затоа што е прамајката на проблемот, зошто овдека другото слабо може да се распределува. Што во таа смисла? Сигурно за отчетноста и транспарентноста господја Тацева може да збори повеќе во тој дел, меѓутоа јас сум и загрижен, например, како од аспект на граѓаните, како тоа не ги искористија можностите кои што постоја на располагање
не беа дел од големи процеси. Преска ги спомнав тие надзорни инструменти. Например, има многу мал пристап на граѓаните во процеси на големи процеси на донесување на големи одлуки внатре во комисиите, да речеме парламентарни или владени. Концептот на граѓанска democratic oversight, надзор над вооружените сили е светски познат концепт, меѓутоа кај нас ниту малку не функционира. Значи граѓаните треба да се дел од процесите не само на иницирање на револуции интелектуални, што јас преферирам да ги кажувам, него сега треба да се дел. Само ќе додадам, па може и господја Тасеве да се вклучи. Беше фрапантно исто така едно истражување во однос на граѓанската одважност да пријавите, да бидете свиркач. Ми се чини дека во тоа регионално важно истражување Македонија покажа најразочарувачки резултати. Всушност, повеќе од 30% сметаат дека тоа не е нивна работа, дека никогаш не би пријавиле. Процентот на луѓето кои што се плашат од казната при евентуалното пријавување е, мислам, рекорд во однос на сите балкански земји. Само ние сме некаде повеќе од 60%. Тоа покажува како растеше корупцијското стебло покрај нас, додека сметавме секој од нас дека тоа не е наша работа, иако се случува на работните места на едни до други. Мислам дека сметањето дека тоа не е наша работа дојде како последица откако ние ги охрабрувавме граѓаните или се обидувавме да создадеме институции во кои граѓаните ќе имаат доверба и дека ќе ги решат нивните проблеми доколку им се обратат со некаков проблем. Меѓутоа се случуваше обратно. Граѓаните не наидуваа одговор кај институциите, дури наидуваа на реперкусии, на казни, доколку сака нешто да обстанат или нешто да пријават. Во 2002 година, кога се формираше Државната комисија за спречување на корупцијата, имавме таква ситуација иста. Значи, луѓето немаа доверба во институциите. Кога се формираше таа комисија, добивме 1100 пријави, затоа што сметале дека нема никој да ги реши нивните проблеми. И сега исто така, тие нема да пријават затоа што знаат дека тоа нема ништо да смени, затоа што никој нема да одговори позитивно или да преземе нешто во врска со таа нивна пријава. Тука е повторно однесувањето на државата кон граѓаните и потребата од градење на довербата и охрабрување и тој систем на взајна контрола кој што мора да се воспостави и да реагираат институциите ако граѓанинот сака да пријави незаконито работење во одредена институција. Во таа смисла сведочевме на период во кој единствената, ако можем да речем така, институција во која се одважувате да пријавите станува политичката партија, а не надлежните институции за тоа. Потоа создадовме сцена или арена во која политичките партии меѓусебно се пресметуваат и обвинуваат со безброј хартии кои би можеле да бидат сериозни докази за сторени кривични дела, но предолго останаа само во сферата или во рингот на политичката битка, вклучително и бомбите, кои се исто така последица на свиркач, вели лидерот тогаш на опозицијската СДСМ, сега премиер. Очекувате ли дека се неопходни чекори, јасно видливи резултати во таа смисла кои ќе ги охрабрат граѓаните, изгорени од предолгиот период на толеранција на ваквото однесување, денеска всушност да станат вистинските чувари на своето? Тоа ќе биде најтешкиот и најдолгиот процес. Враќањето на довербата на граѓаните во институциите. Заради тоа што многу долг период е рушена таа доверба. Многу долг период институциите едноставно воопшто не ја вршеле работата или
ја вршеле на обратен начин од она што било интерес и потреба на граѓаните, односно ја префрлале, како што рековте, целокупната своја надлежност кон политичките партии. Политичките партии се појавуваат како некакво чудовиште, како некој монструм кој што вработува, кој што обвинува, кој што суди, кој што затвора, кој што решава. Значи, дури ни во социјализмот никогаш политичката партија го немала овој размер на севластие како што се случи во изминативе 10 години со политичката партија на ВМРО ДПМНЕ. Значи, она што ќе треба прво луѓето да го научат е дека политичката партија е настрана од институциите, дека институциите постојат како машинерија која што не се сака, која не се обожува, туку како машинерија која што се искористува за задоволување на нивните потреби и интереси. Затоа дефинитивно е потребно градење на она што беше кажано на контролните механизми. Ја мислам дека целокупната промена, целокупната реформа во нашето општество мора да започне со градење на неколку клучни контролни механизми. Тука прво мислам на Уставниот суд, кој што дефинитивно мора да биде на браникот на Уставот и на правото. Мислам на Комисијата за заштита од корупција, која што е претворена во нешто апсолутно невозможно и монструозно. Омбудсман. Мислам на канцеларијата на Народниот правобранител и на анкетната комисија во собранието која што треба да си ја врати својата функција, која што е многу значајна и многу моќна и која што единствена може да се справи со случаи каде што имаме злоупотреби направени од високи државни службеници кои што треба да бидат извадени прво на виделина за да можат да бидат процесирани понатаму. Заедно со овие веќе постоечки контролни механизми, дефинитивно сметам дека ние потребен независен контролен механизам на полицијата. Тоа е нешто кое што го збориме веќе со децении и ова е моментот кога таков независен, надворешен контролен механизам мора да биде направен за да може навистина да почнат вистинските реформи во полицијата. Не за да ја уништиме полицијата, не за да ја намалиме важноста на полицијата, туку полицијата да ја претвориме во слугинка, во алатка која што треба да се грижи за сигурноста, за заштита на правата и слободите на граѓаните, а не да служи за повреда на овие права и слободи. Ова како најава за нашиот последен круг во вечерашната дебата, тоа токму најавата за овие контролни механизми и за промените во Министерството за внатрешни работи по паузата за реклами. Госпоѓо Тасева, очекувањата после се што се случи во Управата за безбедност и контраразузнавање се однос на граѓаните кои претпоставувам повеќе никогаш не би сакале да веруваат на добриот збор на било кој политичар дека таму повторно нема да се случи истото. Иако социјалдемократите се условно паталци од оваа ситуација, повеќе од јасно е дека на граѓаните им е неопходно контролата кон тој систем кој секогаш може да се одметне дури од контролата на сопствениот министер, овој пат да биде зацврсната со решенија од кои бегање нема. Прво е политичката пракса дека ќе мора да се појава шефот на управата во парламентот и по најавите дека социјалдемократите очекуваат парламентот да добие некаква друга улога и дури по вчерашната распределба на комисиите, ми се чини дека и Заев спомена дека прв пат во парламентот овозможуваат мнозинство дури во 6 комисии да имаат представниците на опозицијата, иако тоа досега не било пракса. Дали тоа ќе биде доволно? Да претпоставиме дека може некој да биде доволно коректен или да се ги исполнува врските како директор на управата и да се појавува во комисијата со собствените извештаи, но тоа всушност да не значи ништо во однос на користењето на моќта која што се уште стои во Управата за безбедност и контраразузнавање. Дали ви е важно дека конечно некои од дилемите мора да бидат расчистени сега во
реформата. Дали тоа ќе биде собирниот центар кој што ги прима сите налози за сите институции, вклучително и финансиската полиција, вклучително и другото разузнавање, и со тоа од себе прави супер тело. Значи, ние со години наназад гледавме, бевме сведоци, барем тие што се разбираме и знаеме што значи тој безбедносен систем и што значи работата на управата за безбедност и контраразузнавање и кои се незините и законски надлежности, гледаме дека всушност и таму се направи едно тело кое што е издвоено во целиот тој безбедносен систем и кое што всушност излезе надвор од своите нормални уставни и законски овластувања, му што даде премногу моќ внатре во еден систем, тоа да представува само по себе систем. Значи, концентрацијата на она што се вика користење на механизмите и можностите за следење и примена на специјалните истражни мерки и нивното тука позиционирање, всушност ја создаде таа ситуација на моќ. И постојано ги слушавме политичарите како зборуваат секој сака да ја има полицијата во своји раце затоа што на тој начин може да контролира се. Може да го контролира бизнисот, може да ги контролира граѓаните, може да контролира се. Значи мора тој систем да се измести. Во 2006 година јас бев присутна на состанокот кој разговаравме за воспоставување на национална база на разузнавачки податоци и за формирање на поинаков механизам за примена на специјалните истражни мерки и можноста тие подеднакво да ги користат сите оние што според законот за кривичната постапка имаат право да обавуваат истраги или ваков тип на действија. Тоа се одбиваше и никако не се дозволи да се направи. И мислам дека тука треба да биде првиот чекор и тука ќе видиме колку навистина се сака да се направат реформи во безбедносниот сектор, кога ќе се овозможи поинакво поставување, извлекување на механизмите за следење на комуникации и другите специјални истражни мерки од ДБК, за да можат подеднаков пристап до нив да имаат и другите служби, тоа да не зависи од директорот на безбедноста и контраразузнавањето и голема транспарентност во тие институции. Во другите држави во Европа во тие институции можат да влезат не само собраниските комисии, можат да влезат и пратениците, можат да влезат и невладините организации кои што се бават со тоа дека прават надзор на тие институции и секогаш да добијат соодветен одговор, увид во сите документи, пристап до машините кои што го прават тоа снимање за да се види како тоа функционира. Значи, пак политиката го создаде тој монструм, како што го употреби терминот Миријана, дека нешто што го користеше само за своји цели и само за присила и за репресија. Само имам едно кратко надополнување. Специјалното јавно обвинителство се уште нема обвинение во однос на задачата која што ја доби дури и во насловот на законот со кој што се основиваше специјалното обвинителство, тоа е како всушност се случи прислушкувањето. Дали е можно за вас дека 30 јуни може да заврши мандатот за поднесување, рокот за поднесување обвинение од специјалното јавно обвинителство, а ние да не го добиеме одговорот за првата и најочекувана мисија, како тоа ни се случи? Добро, ја лично мислам дека мандатот на специјалното јавно обвинителство ќе биде продолжен и мора да биде продолжен. Јас уште од почетокот мислев дека е премногу краток тој рок кој што е даден за да може да се истражи една ваква сложена материја. Меѓутоа и во најлошиот случај, значи специјалното јавно обвинителство да не го продолжи мандатот кој што го има, тоест да не му биде продолжен мандатот, доколку ние направиме таков облик на соодветна реформа на правосудниот систем и на јавното обвинителство, ова би требало да се биде најнормална задача на републичкиот јавен обвинител. Значи нешто кое што би било регуларно, нешто со кое што ќе се бави, како што кажа и Сладјана, еден тим кој што ќе работи само на оваа проблематика и кој што ќе донесе таков облик на дело кое што ќе го поднесе пред судовите, значи ќе подготви
така осмислено и полно со докази и аргументи дело, кое што ќе овозможи изведување пред лицето на законот на сите оние кои што на овој или оној начин го прекршиле законот, кои што придонесле да дојде до вакво нешто, кои што биле дел од тоа и кои што ќе спречи во иднина да ни се случат исти вакви ситуации. Затоа што, впрочем, ова не е прв пат да ни се случува вакво нешто. Меѓутоа, ние не ги научивме лекциите од минатото и не воспоставивме заштитни механизми за да не ни се случи повторно. Само барам од вас краток одговор, па одим со вас, господине Хани. Сега е прилично активна експертската полемика помеѓу желбите дека ова не може да остане во фиока само затоа што во пржино се договориле, подпишале и потоа во парламентот изгласале закон кој што го орочува делувањето на специјалното јавно обвинителство во фазата од истрага до поднесување на обвинение, па во таа смисла велам дека некои од експертите сметаат дека малку се преголеми очекувањата дека тоа што не е сработено ќе може да се шета во другите обвинителства без да се интервенира во законот за кој се неопходни 81. На која група вие им припаѓате? На оние кои што сметаат дека на самиот почеток требаше да се мисли на ова, дека нема така лесно да одат работите преку судовите за кои што сите се согласивме дека се под контрола, дека станува збор за многу комплексни истраги за кои што прислушкувањето или муабетот таму што го слушаме само индиција, сето друго треба да се обезбеди дополнително како доказ и за тоа имаш многу обструкции од страна на институциите. И мислам дека за жал ќе ни се случи да тие сите настани кои што ги слушавме ни ги спакуваат во стаклена кугла и само ќе ги гледаме и нема да можеме да ги допираме. Во таа категорија спаѓам. Не верувам дека понатаму нешто ќе се случува. Значи, и за жал е тоа така, тоа беше моето мислење уште на почетокот, очекував дека нешто поинаку ќе се случува од страна на политиката, но очигледно дека сите процеси се одолговлекуваат вака, за да стигнеме до тој степен, за да сега заради не знам што некаков политички или општествен мир, очигледно дека ова ќе ни се случи. Јас би сакала да има колеги што ќе ме демантираат и праксата да ме демантира. Би сакала ние како Хрватска да собереме сила да го смениме уставот и да кажеме ова никогаш нема да застари како прво и ова ќе се истражува се додека не се заврши последниот случај. Тоа го направија хрватите и кажаа случаите поврзани со корупција никогаш не застаруваат. Ама за тоа треба политичка волја сериозна. Господин Хани, на улица граѓаните ги изнесе во така наречената шарена револуција одлуката да бидат аболирани некои од оние кои беа имплицирани во бомбите и потоа во поднесените кривични пријави од социјалдемократите до постоечкото обвинителство, подоцна превземени од специјалното јавно обвинителство. Ако работите се развиваат на ваков начин, ќе биде ли потребна повторно граѓанска демонстрација на желбата дека ова едноставно поради правни замки не може да заврши како го слушавме и толку ако сакате правете документарци од приказната? Јас сакам да сум реален и верувам во тоа што го зборува господијата Слагјана, меѓутоа сакам во исто време да сум голем оптимист дека ќе се најдат начини на промена на работите и начини да не излезат граѓаните пак да направат притисок за нешто што веќе го помина низ еден макотрпен процес. Ни сите имавме последици околу сите наши акции кои што ги превземовме во минатото да дојдеме до промени. Сега политичарите треба да покажат умешност, треба да се паметни, да најдат начин, искористувајќи ги можеби експертите кои што имаат знаење за тоа како може да се искористи секое слово од законот се со цел да се дојде до промените. Јас не би сакал ниту да помислам дека утре некој кој што не само е осомничен за кривични дела, туку и направил кривични дела, да го гледам низ тоа стаклено звоно што го кажа Слагјање, јас тогаш навистина би се револтирал и може би лично би преземал и
и активности во однос на промена на таа ситуација. Затоа навистина сакам граѓаните да имаат удел во сите институции, посебен удел треба да имаат во надзорните механизми. Заедно со експертите ние треба да покажеме дека сме дел од отчетноста, дека сме дел од транспарентноста и дека сме одговорни граѓани. Не сме да ги дозволиме овој пат политичарите да ја преземаат улогата на да бидат сами али и сами кади. Знам дека зборувавме цело време овде за разликата во зборови, поважно е да имаме само доверба, отколку повторно да ја предаваме довербата кон некаква политичка токму така. елита. Зборувавме овде за департизација на институциите, но фали уште еден елемент би рекол на професионализам во кој што треба да да рачунаме дека го има на секаде на секаде меѓу граѓаните, интелектуалците кои што вложиле во развојот на нивните кариери. Не сме да дозволиме ситуации како на пример во парламентарната комисија за безбедност и разузнавање, каде што парламентарците не одржале состаноци, не разговарале за проблемите кои што постојат во процесите на следење на тие комуникации. Не ги следеле работата на безбедносните структури. Можеме да додадам дека ако направиме една листа и преглед, точно ќе ни се покаже што ни се случуваше. Мислам дека анкетната комисија во овој состав не се состана ниту еднаш. Не, токму тоа ми беше поентата, не само анкетната комисија, туку требаше комисијата за надзорни расправи исто така не се состана. Дури тоа малку инструменти кои ги има не таа комисија на пример нема ниту еден извештај, нема ниту деловник како тоа треба да работи. Нема ни прирачник, например, нешто да знаат тие парламентарци како се прави надзор на безбедносните структури на УБК и на агенцијата за разузнавање. Значи, тие се неуки и нормално ќе се повикат на тие елементи што преска ги зборува и двете господи. Меѓутоа, граѓанскиот елемент ни фали таму, ни фали експертизата. Можда навистина треба да размислиме за нов закон за кој што ќе се однесува токму на овие комисии. Овие се навистина клучни институции кои што ќе ги држат во контрола. Дека безброј пати сме сведочеле на тоа дека сите зборуваме, понекогаш не изгледа дека тој што е опозиција разбира колку е тоа важно и кога ќе дојдат нивните 5 минути сваќаш дека всушност сакат да ги задржат истите алатки, ама своето поведение да го спакуваат во некој целофан и ти изгледа дека овие се покултурни, можеби не се дрзнале да отидат дотаму. Но не темелно да ги менуваме правилата и обврските. Од најбаналните, дека парламентарната комисија мора да добие експерти за соработка. Тие не може да бидат туристи кога одат во управата за безбедност и контразузнавање. Знам од минатото приказни во кои едва ги чекаа по некој од нив да се видат. Некои од тогашните министри велеа, знам дека доаѓаат за да си го видат собственото досие. Тоа се 90-тите кога контролата на ВМРО-ските представници првенствено беше желба да си го видат собственото досие како некаква посебна привилегија. Бидејќи завршуваме само кратко, госпоѓа Најчевска. Законот обвинителите ги обврзува дека се додека постои барем еден доказ, тие не можат да затворат предмет. Од друга страна, специјалното јавно обвинителство го обврзува некаков член 22 кој вели што сте направиле за 18 месеци. Дали ова идеална ситуација во која пристоен уставен суд би требал да арбитрира? Што е посилно и поважно? Тоа што обвинителот го обврзува законот дека не смее да затвори истрага доколку постои се уште барем еден активен доказ, или овој политички договор запишан во членот 22 во Законот за специјалното јавно обвинителство кој што ги орочува. Сосема кратко затоа што веќе го пробиваме терминот. Значи и на почетокот сметам дека и сега не е доцна. Сметав дека специјалното јавно обвинителство треба да стане дел од она што представува регуларно структурирање на јавното обвинителство. Постои таква можност. Самиот закон за јавното обвинителство дозволува такво нешто. И мислам дека наједноставен начин да се премости овој проблем е да се абсорбира специјалното јавно обвинителство во она што представува структурирање на јавното обвинителство како посебен дел
кој што ќе има мандат да се бави Налик со на овој одредена организиран криминал. проблематика со која што и во моментов се бави. Значи, тоа е начинот според мене и секако, и јас исто така од почетокот тоа го велев и се уште стојам на тоа. Специјалното јавно обвинителство мора да има пандан во специјален оддел, специјално одделение во судовите, кое што ќе се бави исто така со случаите кои што ќе потекнуваат од таму. Јас ви благодарам што вечерва бевте мои гости на емисијата во која барем во нашата летна сезона до одморите, претпоставувам ќе имаме влада која не ќе има привилегија да оди на одмор, па ќе можеме да ги велиме првите контури за тоа како владата си ги поставува своите амбиции или своите обврски, за да можеме после 100 дена отворено да и кажеме на владата што мислиме, како се поставила. Ви благодарам што вечерва бевте мои гости. Благодарам.